Почитувани гледачи на Мега телевизија, започнува уште едно издание на емисијата Магазин. Јас верувам дека и со денешната информација која што ќе споделиме заедно со вас, ќе го задржиме вашето внимание до самиот крај. Имено станува збор за еден убав настан кој што ќе се случи утре и во четврток во Битола. Поточно станува збор за традиционалниот концерт Хармониките кој што 5-та година поред го организира Сдруженијето Непокори Савевски продукција. Подетално за сето она што ќе имаат можност да го погледнат битолчани во рамките на овој концерт, но од друга страна сите посетители кои што токму утре и во четврток ќе се наоѓаат во Битола, во денешното издание на емисијата Магазин разговараме со еден од организаторите, господинот Сашко Савевски. Пред се, добре дојдовте во нашата емисија, навистина ми е чест и задоволство да ве имам за наш гостин. Ете како што кажав, со еден навистина убав повод, тоа е 5-тото издание поред на концертот Хармониките. Ајде да не дулжам, јас повеќе верувам дека нашите гледачи навистина ги интересира што е она што ќе имаат можност да го проследат оваа година, имајќи во предвид дека изминатите години навистина токму во Битола донесовте врвни музичари, врвни хармоникаши. Ете, што е она што ќе имаат можност пред се да го проследат годинава? Добар ден, прво еден поздрав до вашите гледачи, до гледачите на ХДТВ Мега. Ми представува огромно задоволство и огромна чест што можам од оваа година, концертот кој 4 години беше до сега, веќе 5-та година преминавме на едно малку повисоко ниво. Тоа ниво се вика фестивал. И оваа година ќе биде поделен тој фестивал во 2 фестивалски вечери. Како што нагласи и самата, низ годините продефилираа вистински виртуози на хармониката, велемајстори, од маестро Сашко Велков, од маестро Милан Завков, од маестро Кирил Стојчевски, преку младите, талентирани и фантастично инспирирани хармоникаши од овие тројцата што ги спомнавме, а тоа се Мишел Трајковски и младиот Димитар Митровски. Оваа година ќе настапат првата вечер, првата фестивалска вечер, маестро Кирил Стојчевски, професорот, иначе уметнички директор на фестивалот, сега веќе фестивал Хармониките, и Иван Анастасов, тоа е уште еден македонски шампион, ама тој е шампион во европски размери, значи беше и во Србија и во Босна, неколкократен победник на разни надпреварувања во хармоника. И знаете, кај нив е малку тешко додека се усогласат термините. А втората вечер ќе ги имаме учител и ученик, така јас ги нарекувам, а тоа е Мишел Трајковски, сега веќе афирмираниот Мишел Трајковски, кого гледачите го знаат како победник на Зајди Сајди и сега во последно време е многу актуелен со неговите преработки, најнови композиции во джез манири и джез фолк, и неговиот прв учител, маестро Милан Кацарски. Исто така ќе имаме и специјален гостин, специјалниот гостин ќе го оставиме за на крај да го така, нека биде кажеме да биде изненадување за публиката. И инсистираме да биде местото магазата, бидејќи тоа е еден прекрасен и преубав амбиент, особено за музичарите, бидејќи е близок многу контактот и има некоја си прекрасна синергија меѓу публиката и изведувачите, и затоа, како што вели маестро Милан Завков, не мислев лани, знаеш и самата ти беше присутна, не мислев да останувам, но толку убаво ми дојде и мораше да останеме. Се надевам дека и оваа година ќе ни биде исто така прекрасно на хармониките. Така, навистина се согласувам со вас дека атмосферата која што ја има во објектот магазата навистина е магична. Ете, голем број врвни музички имиња, музичари и годинава на, како што кажавте, фестивалот Хармониките.
Она што го спомнавте дека година водите на едно повисоко ниво. Ако минатите години концертот хармониките се одржуваше во една вечер, годинава овој фестивал е поделен на две фестивалски вечери, како што кажавме, едната утре вечер, другата во четврток. Зошто се одлучивте на тој чекор? Ете, можеби самата заинтересираност на самите учесници, самите хармоникаши што сакаат да бидат дел токму од хармониките, или пак од друга страна можеби заинтересираноста од страна на публиката, бидејќи минатата година магазата на вистина беше претесна за сите влюбениците кои што сакаат да уживаат во музиката. Прво да кажеме дека самиот факт што досега јас и Кире во последните година и пол имаме над 35-6 повици од врвни виртуози на хармониката од цела Европа, кои самите се нудат да учествуваат. Тоа ни дава за право да моравме да одиме на една друга варијанта, да го подигнеме на повисоко ниво самиот концерт и да го направиме фестивал. И да напоменам дека за во четврток е договорено и една работилница, значи тоа ќе биде работилница нешто во смисла на да научат младите хармоникаши кои се заинтересирани, потполно бесплатно ќе биде. На располагање ќе им бидат 4 врвни виртуози на хармониката кои што сати, денови, недели, месеци и години потрошиле во вежбање. И во Битола има многу хармоникаши и затоа им даваме таа шанса да дојдат, ќе се договорат, ќе не исконтактираат и ги имаат нашите телефони и по социјалните мрежи, ќе им кажеме каде ќе биде сето тоа организирано. Значи, ќе го подигниме нивото, затоа е фестивал, мора да има најмалку 2 фестивалски вечери, а второ, ние одиме на тоа на нашите млади сограѓани, битолчани особено, или кои котираат околу Битола, во овој регион, да им дадеме шанса да се запознаат, да се дружат и да научат изворно. Многу е убаво кога еден Милан Кацарски ќе ви кажи дека Бабарогино оро или Сајнин Са Чочек се свири вака, па треба трилерот така, или, например, кој е Мишел Трајковски ќе ти објасни како, што замислувал тој во Тарантино джез, или во новата композиција, или во Есенската љубов, како што ја нарекол Иван Анастасов, неговата позната Autumn Love, има една прекрасна композиција, или па да го прашате Кирил Стојчевски, зошто така изгледа импровизацијата во Сандрино оро. Тоа е богатството и се надевам дека еден ден овие сите млади ќе дојдат, ќе ги заменат повозрастните хармоникаши и оние што доаѓаат сега па ќе бидат тие како една синергија, една иницијална каписла што повеќе македонски хармоникаши додат напред. Инаку за изненадувањето на двете фестивалски вечери гостин ќе имаме двократен светски шампион. Повторувам, двократен светски шампион и тоа е македонец. Само толку можам да кажам. А нака се замислат гледачите што тоа Македонија има како светски шампион. А ние го имаме, на хармониките ќе биде присутен, го најави своето учество и денес го потврди сега пред да влеземе во студиото. И на тоа одиме и се надеваме од година дури ќе го збогатуваме. Ова, значи завршуваме во четврток, во петок, почнуваме за 2018 да го подготвуваме хармониките 2018. Така, секоја чест за самата организација, ете посебно за ова изненадување за специјалниот гостин кој што го најавивме до нашите гледачи. Навистина интересна и богата програма, јас верувам дека ќе го привлече вниманието на сите наши гледачи, па ќе присуствуваат на фестивалот Хармониките. Како што кажавме, утре вечер и во четврток, уште еднаш да го повториме местото, локацијата, во колку часот да присуствуваат во магазата. 21 часот, среда, 5 јули и 21 часот, четврток, 6 јули. Првата вечер Кирил Стојчевски и Иван Анастасов, а втората вечер Мишел Трајковски и Милан Кацарски. И се разбира, двете вечери ќе биде представен светскиот шампион, двократен, за да има публиката прилика да се запознае со него.
Јас ви благодарам за вашето одвоено време, еве што имавме можност подетелно да ги информираме сите наши гледачи за фестивалот Хармониките. Се разбира дека наша екипа ќе присуствува, па подетелно оние од определени причини кои што нема да можат да присуствуваат, ќе имаат можност да проследат преку нашата програма. Ви благодарам уште еднаш. Јас ќе се заблагодарам многу на ХДТВ Мега, бидејќи години наназад не следите и години наназад ни сте една огромна логистика и поддршка и еден поздрав на гледачите на ХДТВ Мега. Така, во секој случај ви благодарам. Тука сме во секое време и пред се да афирмираме македонската музика. Почитувани, тука е крајот и на денешното издание на емисијата Магазин. Имавме можност да слушнеме подетелно за фестивалот Хармониките, кој што ќе се одржи утре вечер и во четврток со почеток во 21 часот во Магазата. Па не размислувајте премногу, туку се знае. Среда и четврток збирното место на сите е Магазата со почеток во 21 часот. Ви благодарам на вниманието со кое што не следевте. Со нови информации се разбира, се гледаме повторно утре на истото место во истото време. Довидување.